Американски автор кој пишува за состојбите на Балканот е фасциниран од Македонија. Пишува за незините скриени убавини во најголемиот дел од неговата книга. Ја насловил "Скриена Македонија". Елизабета Мемич. Воопшто не веруваме дека американецот Кристофер Делисо, патописец и новинар, сосема наивно ги преточил во книга своите размисли, разговори и инспирации од патешествијата низ Македонија, Албанија и низ Грција, поточно од регионот околу двете езера, Охридското и Преспанското, каде што историјата и политиката со векови се поигруваат со луѓето кои јавно или пак скриено се нарекуваат македонци. Делисо магистрирал византологија на Оксфорд и сосема е јасно дека во неговата научна патописна агенда по Турција и Грција би требало да биде и Македонија со делот од културното наследство од овој период. Но уште повеќе е јасно дека правдолюбивите луѓе не замижуваат пред фактите такви какви што се. Патувајќи, кога открив дека постојат луѓе кои што зборуваат на македонски, го напишав тоа. Кога ќе најдам на луѓе кои што зборуваат грчки, го кажувам и тоа. Можете да бидете загрижен само за она што го сакате и што ви значи. Така би го сватили и повторното враќање на Делисо во Македонија по конфликтот во 2001-та. Вели дека се уште, но помалку е загрижен. Тоа е загрижувачки фактор, интернационален загрижувачки фактор. Авторот на книгата "Скриена Македонија" има и многу пријатели во Грција, многу мина од нив не го делат ставот со актуелната грчка политика, но што би добиле со тоа што би зборувале спротивно. Аргументите во "Скриена Македонија" само се подкрепа на нашите аргументи дека соседите ни се во заблуда. Секако тие немаат никаков аргумент за тоа што го прават, меѓутоа имаат сила. Тие не се плашат од овде, бидејќи вие имате избори предвремени. "Скриена Македонија" своето оригинално издание го доживеа на англиски јазик. Поради тензичната ситуација со Грција, Делисо не би сакал книгата да ја изложи на манипулации, издавајќи ја и во оваа земја.